Вилма Русковска, Љубомир Јовевски, Чарлиевите ангели од СЈО што наплатија милиони. Случајот 27 април, Весна Дамева, судиите на ДУИ и разбудениот државен обвинител Љупчо Коцевски. Ова се само дел од состојбите кои го прават судско-обвинителскиот колач, а јаготката на шлагот е довербата од само 2%. Системот е клекнат на колена, а со години наместо правда произведува само политички хајки и огромни скандали. А вака почна. Ставивме уште еден темел на неселективна правда и на правосудство кое гарантира одговорност и казнивост за секој кој што го прекршил законот. Правда и борба против криминалот и корупцијата. Оваа често повторувана изјава на екс-премиерот Зоран Заев вливаше надеж дека СДСМ во својот мандат ќе се залага за реформи во правосудниот систем и за судови кои ќе бидат независни. Заев честопати ветуваше силна и професионална судска власт која нема да подклекнува под каков било притисок. А како понатаму се одвиваше? Ова не го сметам за суспензија на Вилма Русковска. Ова го сметам за суспензија на правото и суспендирање на правдата. Пензионирана, но не и заборавена, Вилма Русковска. Последиците што ги остави низиното шефување во организиран криминал се чувствуваат и сега. Важеше за обвинител на СДСМ која гонеше политички нарачки како случајот со 27 април, а кариерата ја запечати Арафат Муареми од истата партија. Сакаше да ја тресе финансиската полиција. Стопената доверба се должи на судиите кои се поврзуваат со ДУИ и таа листа не е куса. Судијата Пајазити кој му дозволи на УЧК командантот Блерем Рамадани да избега, удобно си седи во фотелјата како заменик на шефот на кривичен Иван Џолев. Енвер Беџети, за кого сад тврди дека зел мито и чувал предмети во фиока, членот на судскиот совет Селим Адеми, кој го спаси од истрага председателот на управен Сејдини за сомнежите и злоупотребите на АКМИ системот. А има и такви судии на кои им лепи раката, како што е велешката судијка која со фалсификати додели Дуќан, врховниот судија што зема мито и лежи во затвор, а син му суди во Скопскиот кривичен суд. Меѓу нив е и членот на Советот на обвинители Иџет Мемети, кој подкупот од 10.000 евра требаше да го подели со врховниот судија. Има и амбициозни суди, па така Добрила Кацарска, откако македонските бранители од случајот 27 април со пресуда ги обележа како терористи, сега дели правда во Уставен суд. Ниста фотелја да седне имаше амбиција и екс-државниот обвинител Јовевски, откако во неговиот мандат ги протурка сите постапки на политички прогон, но не му се оствари сонот. После толку скандали, нормално е граѓаните да се разочарани. Не верувам на никого, ни на држава, ни на суд верувам. Само може да се фатиме за рака и додиме да се фрлиме у Вардар. Го изгубив патот од, не сакам да спомнам адвокатката, судиката, затоа што алтернативен пат ми даде, што треба со хеликоптер и со дронови да луѓето што си купија плац од мојата нива, за да дојдат до тоа. Долго време Многу долго. Многу долго. Работните спорови се предолги. Мислите дека ќе се реши? Не верувам. Не му верувате? Не му верувам. Слушаме доста примери дека и покрај здрави аргументи дека некои одлуки се спротивни на правдата. Според адвокатот Сашко Дуковски, никакви реформи нема да го закрепнат кревкиот судски систем, ако функционерите си ги задржат фотелите. Не можете вие да имате институција како Републички судски совет кој што со прст не мрда. Совет за обвинители нешто подобар, но еднакво лош. И да очекувате дека нешто ќе се превземе. Тоа се институции кои што се наменети исклучиво да бираат суди кои што одговараат на одредена политичка номенклатура или да разрешуваат суди кои што не се подобни на исто така некоја политичка структура. Кога станува збор за изборот на членовите на судскиот совет, токму тука беа и нашите забелешки на оние изјави за разрешување на членовите, затоа што ќе беше многу подобро собранието ако ни презентираше некаков план како планираат да ги изберат следните членови пред да размислуваат за тоа како можат да го прекинат мандатот на овие. После сето ова, очигледно е дека судството е во бездна, а реформи се повеќе отитни.